Крајот на оваа недела е определен за првото прскање против комарците на територијата на општина Кочани. За почетната фаза ќе се врши третирање од земја, а потоа ќе следува и авионско прскање. Според одговорните во локалната самоуправа, направено е најавеното усогласување со соседните општини за термините за реализирање на акцијата, со што би требало да се постигне и поголема ефикасност. Нема поголеми промени во површините што ќе бидат опфатени со прскањето против комарците, односно акцијата ќе се реализира слично како и минатата година. Земјаното третирање го имаме предвидено на површина од 1200 хектари или во 4 наврати по 300 хектари, почнувајќи, како што реков, од месец јуни, значи јуни, јули, август и почетокот на септември треба да се спроведе теристичкото или земјаното третирање и ларвицидното. Додека авионското третирање се планира на површина од 3000 хектари, најмалку 3000 хектари и тоа во две фази, јуни и јули месец. Веќе се познати и точните термини за прскањето од земја, што ќе се изведе во текот на месец јуни. Од општината упатија апел до граѓаните за соодветни мерки за заштита, посебно на пчелните семејства. Теристичкото третирање ќе го вршиме со Центарот за јавно здравје од Скопје. Значи терминот е веќе утврден, тоа е 12 наспроти 13 јуни, значи четврток наспроти петок, 12 после 12 часот, значи ќе се врши третирањето. Веќе упативме апел до сите институции за кои што сме задолжени како општина да апелираме. Ете и јас во оваа прилика упатувам апел поготово до пчеларите. Значи тоа е веќе дефиниран термин. Доколку временските услови се неповолни, односно ако има силен ветер или врне дожд, третирањето ќе се одложи за следниот ден. Слично како и лани, и оваа година локалната самоуправа од буџетот издвои нешто повеќе од 1.100.000 денари за набавка на неопходниот инсектицид и ларвицид, што е одобрен од Бирото за лекови.